Општинските обврзници се начин на обезбедување на дополнителни средства за финансирање на проекти од јавен интерес. Тоа е успешна практика во скоро сите развиени земји како и земјите од нашето опкружување. Бугарија вакви обврзници издава уште од 1999, Хрватска од 2004, Црна Гора од 2009. Според експертите, Кајнас имало дефинирана правна рамка и процедура за спроведување, но немало практична примена. Позитивната страна на овие обврзници била тоа што општините би имале пари за изградба на училишта, спортски објекти, културни објекти, комунална мрежа, патна инфраструктура. А сето тоа повлекува раст на инвестициските активности и стапката на вработеност. Зголемување на самиот имидж на општината, бидејќи една општина да може да издаде општински обврзници, нужно мора да покаже одредени позитивни показатели во однос на финансиското работење, како јакнење на кредитниот рейтинг на општината и како особено значена позитивна страна, тука би споменала развој на пазарот на капитал. Но исто така овие обврзници имаат и негативни страни. Можни промени во самата законска регулатива, кои што би донесле промена во однос на идните приноси од вложувањето во општински обврзници, намален рейтинг на државата, односно на општината, валутниот ризик, доколку станува збор за вложување во харти од вредност деноминирани во странска валута, ризикот од појава на инфлација, односно намалување на вредноста на општинските обврзници со самото зголемување на цените, политичкиот ризик, односно настанување на некои неповолни ситуации. Граѓаните пак не се многу запознати со издавањето на овие обврзници, но велат дека доколку општините се задолжуваат, тоа да биде за подобрување на квалитетот на животот. Ако се добри проектите, па нека се задолжи, пак ние ќе го платиме. И например за здравство, за култура, за нешто таква работа. Не за глупости, например, ако е за глупости, нека не зема ич. Треба да ги искористи наменски барем, да нешто. Например, некој мост, некој патишта, некој. Според експертите, Кајнас главна причина за неимплементирањето на овој процес бил недоволниот степен на развој на пазарот на капитал и финансискиот пазар. За да една општина издаде обврзница, потребно било таа да исполнува повеќе критериуми, а потребни предуслови биле и големата соработка на централната и локалната власт. Кога и дали воопшто ќе има општински обврзници Кајнас, останува да покаже времето. За Сител Дарко Штарговски.